Од оградата на владата може да се направат клупи за седење и покриви за клупите, но најпрво да се разгледа законот за јавни набавки. Ова го изјави денеска премиерот Зоран Заев. Токму отстранувањето на оградата беше едно од предизборните ветувања на Зоран Заев, а целта била околу владината зграда да се отвори просторот кој ќе биде слободен за движење на граѓаните, а премиерот веќе побарал портите да бидат постојано отворени се додека не се отстрани оградата. Мораме да значиме да видиме што значи согласно закон за јавни набавки, отстранување на порти или слично. Има убава креација меѓу граѓаните, бетонските слопчиња може да се направат убави клупи за седење, металните огради да бидат добар покривач на самите клупи од дожд или слично, да видиме архитектите и инженерите да дадат свој дел. Нашата намера, интенција да отвориме владата за сите. Буквално верувам дека тоа е објект каде што граѓаните треба слободно да пристапат, слободно да комуницираат, слободно да барат информации, слободно да дават сугестии и да биде практично отворено, не да биде само за ден отворен за граѓаните или слично. Да биде функционално ова што значи влада и конекција со граѓаните. Оградата е од ковано железо со мермерно подножје и столбови со која е обиколена целата владина зграда и околу малото плато каде што издигнат споменикот на паднатите борци од Народно-ослободителната борба. Поставена беше во септември 2015 година и истата чинеше 700.000 евра. Според досегашната практика на владата на ВМРО ДПМН, вратите на оградата секогаш беа отворени, освен кога имаше безбедносни ризици.